Така, продолжуваме со Студио 10, како што најавив, прв гостин нова емисија во живо ќе биде економскиот аналитичар господинот Арбен Халили. Господине Халили, благодарам што прифативте да бидете гостин во Студио 10 и да разговараме за актуелни теми, економијата, особено за овој период по војните во Блискиот Исток, каде што за жал многу држави претрпеа големи економски загуби, особено малите економии како македонската. Благодарам на поканата, задоволството е моје. Така. Иако конфликтите се далеку од нас, колку реално Македонија е изложена на случувањата во Блискиот Исток, овој период, според вашите анализи? Реално, географски далеко е конфликтот, но секако дека економски сме многу поврзани, повеќе, посебно кога веќе станува збор за земја, мала земја која што е директно зависна од снабдување, односно од набавка, увоз на енергенси. Ние над 70% од енергенсите ги увезуваме, од друга страна сме зависни и со извоза, затоа што околу 70 до 75% од нашиот извоз оди за земјите од Европската Унија. Така да, ако тој ланец на поврзување, односно ако Европската Унија е зависна од енергенси од Блискиот Исток, тоа значи дека индиректно и нашата земја преку тој ланец е увезува, условно кажано, криза. Така да, од друга страна, околу 100% може да кажам од нафтените деривати ние ги увезуваме, затоа што за жал немаме некој капацитет на производство или снабдување со поевтини цени од други извори. Така да, сакаме да прифаќаме или не, ние сме зависни, увезуваме криза на некој начин и со ова криза, јако е географски далеку, и затоа мора да бидеме предпазливи во наредниот период како ќе настапуваме и што е тоа што треба да го направиме со цел да ја штитиме економијата, а со тоа да се штити и самиот граѓанин. Веќе ги гледаме ефектите врз цените на производи, нешто што највеќе ги загрижува нашите граѓани, меѓутоа дали според и претходните кризи кои што се случувале далеку од нас, а имале голем ефект врз македонската економија, прашањето е дали ценовниот шок допрва ќе следи? Реално, првите случувања, односно првите притисоци врз големувањето на цените ги гледаме, посебно кај нафтените деривати. Сами сме сведоци дека пред само од прилика 2 месеци цените на нафтата беа 63, 67 денари, 70, веќе е 93 денари. Така да, ако веќе имаме зголемување на цени, прв на дофата е зголемување на цените. Ако имаме зголемување на цените на нафтата, секако дека прво ќе следува и веќе следува зголемување на цените на транспортните услуги. И кога ќе имаме зголемување на транспортните услуги, тоа значи ќе имаме зголемување на цените на увоз на суровина, бидејќи тие транспортни услуги ќе се искористуваат, и на крај секако дека ќе има и зголемување на цените на производите кои што се произведуваат кај нас или пак кои што ги увезуваме ние од надвор. Тоа е чекор дополнително што следува и затоа често кај граѓаните се ствара тој впечаток дека зголемувањето на цените, односно ударот од кризата доаѓа малку покасно. Тоа не е покасно, туку тоа е цел тој ланец на случување што се случува во европската па и на светската сцена и секако дека ние не може да останеме имуни на тоа. Така да, не сакам да признам, но реално е тоа да очекуваме дека полошото допрво доаѓа. Македонија е увозно, како што кажате на почетокот на емисијата, зависна од нафта. Колку брзо растот на тие цени, на светските цени на дериватите се прелеа кај нас? Ние имаме веќе една одлука од страна на владата и од регулаторната комисија за енергетика да цените на нафтените деривати на неделно ниво да се коригираат. Тие секој понеделник се коригира, така да нормално дека таа комисија ги следи трендовите на светско ниво и од прилика, бидејќи, како што кажав, сме зависни од увозот на нафтените деривати и на енергенси. А ако имаме веќе зголемување на цените на нафтените деривати на светско ниво и нормално дека тоа зголемување на берзите на светско ниво, од прилика се очекува за недела до 2 да стигне тој ефект и кај нас. Така да, ова постепено зголемување на цените што е кај нас не е само желба или одлука на регулаторната комисија, туку е директен импакт на тоа што се случува на светско ниво. Така да, најверојатно и очигледно е веќе дека имаме ефекти, тоа зголемување на цените на нафтените деривати дефинитивно има импакт после во зголемувањето на цените и на другите сектори.
Имаме ли вашите информации кои говорат? Дали имаме доволно залихи на гориво? Сега премиерот Мицкоски, првиот човек на владата, постојано вели дека имаме доволно, иако дел од западниот свет, еве Австрија, вели дека допрва ќе утврдуваат мерки со кои што ќе се ограничат луѓето од странство да полнат гориво во Австрија. За жал во Македонија, сега не знам дали е за жал, меѓутоа во Македонија тој тренд не се следи, иако првиот човек на владата вели дека имаме големи количини резерви на гориво. Колку за ова треба да бидеме предпазливи? Во кризни периоди никогаш не е доволно. И сметам дека една од мерките што треба да се превземе сега, освен тие државни резерви кои што ги имаме, и секоја сериозна земја ги има не само нафтени деривати, туку и други, да кажам, неопходни прехранбени производи, но тоа е нешто краткорочно што може да ни помогне како земја или како граѓани или како економија да обстанеме. И тие државни резерви од неколку недели до неколку месеци се. Значи не може без разлика дали се работи за Македонија и за други било земји. за каде. Значи тоа е некоја да кажам политика, некоја рамка на светско ниво која што секоја нормална земја треба да ги има. Но очигледно дека овој конфликт нема да се реши многу брзо, иако сите го посакуваме тоа, така да сметам дека можеби е крајно време да се размисли зголемувањето на тие државни резерви сега како неопходна мерка да се прошират на некој начин, бидејќи ако не може да земеме некоја одлука да ограничиме дали тие транзит туристи или камионџи или било што ќе поминат низ земјата да пунат гориво, иако не верувам дека е некоја логички издржлива економска мерка долгорочно, сметам дека можеби е подобро да снабдуваме малце повеќе нафтени деривати, но не знаеме што ќе се случи утре и дали тоа снабдување сега со таа висока цена утре може да ни се врати бумеранг. Така да можеби е време да штедиме малце повеќе, да не и како граѓани и како компании, значи како граѓани една куќа 3 коли имаме, да почнеме да користиме барем по една кола, или па полека да се навикнеме да користиме други алатки, велосипеди, мотори, па и да кажам јавен превоз со цел да придонесеме на некој начин да не се троши повеќе од тоа колку што може да издржи и економијата и да пазиме малце за тоа што е непредвидливо што ни носи утрешнината, да кажем. Да. И пред конфликтот во Иран имавме покачување на цените на производите, меѓутоа тој тренд нормално продолжи и со конфликтот во Иран. Колку сега ова разгорување на војната на Блискиот Исток ќе има според вас зголемување и ефект врз цените на производите? Па вака, секој зголемување на цените на дериватите, односно на нафтата, ако тоа се случи за 10%, например, очигледно и статистичките податоци укажуваат на фактот дека од 2 до 4% повлекува зголемување на цените на производите од прехранбената индустрија. Така да, ако ова војна, да кажам, или овој конфликт трае малце подолго, сигурно дека ќе повлече изголемување на цените и кај прехранбените производи, а тоа сигурно дека ќе има долгорочен импакт и врз инфлацијата, затоа што не може ние да и како мала земја и како ограничени со производство и на прехранбените производи, па и на другите сектори, да бидеме имуни да ги контролираме цените, а посебно кога веќе сме, како што кажав и претходно, целосно зависни од увозот на енергенсите, а и најголем дел од тие енергенски ги користиме и во прехранбената индустрија како суровина, да кажам, за другите сектори. Дали државата или ќе прашам граѓаните треба да се подготват за нов бран на инфлација според ова што го кажавте и намалена куповна моќ? Сакам да верувам дека инфлацијата нема да биде на ниво на кое што беше пост-ковид, да кажам, периодот, значи двоцифрена 14-15% тој временски период ни беше, али од сегашната 3,5% очекувам за некои 3 до 5 дополнителни процентни поени да имаме зголемување, значи да се доближиме кон двоцифрена бројка. Ова е не за да се плашиме, туку за да бидеме предпазливи, да штедиме таму кај што можеме. Не може да штедиме во храна и во, да кажам, неопходни работи, но да не трошиме таму кај што не мора, посебно во овој нејасен период, кој што директно не зависи од нас, но директно сме да кажам, на прва борбена линија да обстанеме како економија и секако дека помалите економии се
почувствителни кон вакви конфликти, посебно кога сме зависни од многу работи, и од увозот, па и од тој мал извоз што го имаме кон одредени земји. Да. До сега, по конфликтот во Блискиот Исток, владата имаше мерки во однос на намалена акцизи, ДДВ на горивата, меѓутоа, за сега нема конкретни мерки во однос на цените на производите. Пред 10 дена имаше една анализа од владата на една од последните седници, каде што според нивните анализи, односно она што го утврдил пазарниот инспекторат, имало благо накачување на цените на производите. Се уште се анализира таа статистика, како што велат од централната власт. За сега, ќе повторам, нема конкретни мерки. Дали владата доцна или пак можеби предпоставува дека овој конфликт ќе трае подолг период, па поради тоа и внимателно ги троши ресурсите? Јас сметам дека во моментов повеќе се работи за внимателност отколку за доснување. За да не се ствари некоја поголема паника и кај граѓаните и кај стопанството, иако веќе и како граѓани и како економија го почувствуваме тоа. Секако дека владата мора да внимава и со чекорите кои што ги превзема, со мерките, и дали тие мерки може да бидат остварливи, да кажам, во секојдневието. Претходно ние имавме, да кажам, директна поддршка или интервенција од страна на државата, и после ковидот, па и малце покасно, кога со над 700 милиони евра се интервенираше и во стопанството и кај граѓаните со цел да се ублажи кризата пост-ковид, но не може да збориме веќе за такви мерки, бидејќи и буџетот не го дозволува, односно нема такви фискални капацитети, да кажам, ние како држава да го изведеме уште еднаш тоа. И затоа владата, ако треба да интервенира, мора да интервенира во тие најранливи сектори, да кажам, кај помалите компании кои што не може да обстанат, или па и кај социјално загрозените лица, со цел да може да се ублажи кризата. Иначе, вака со поголеми мерки, да кажам, директно да се влијае во стопанството, не верувам дека е пожелно, не во овој временски период. А најмалце треба да се размисли за некој дополнување на замрзување на цените, бидејќи тие се мерки кои што имат краткорочен ефект, односно пожелни, и ефект може да има за некои 3 до максимум 6 месеци, но понатаму веќе прават притисок врз, да кажам, понудата на пазарот, на кои одредени производи може веќе и да ги нема, заради тоа што трговците секако дека не се заинтересирани да носат на пазар нешто што можеби и го купуваат поскапо надвор и со истава цена, заради ограничувањата од страна на владата да ги продаваат кај нас. Нормално тие обстојуваат за да генерираат профит, но владава е таа која што се има морална и законска обврска да се грижи и за стопанството и за граѓаните. Во однос на ограничување на маржи, како ја гледате таа економска политика, да речеме? И таа е една од мерките што ја имаме видено претходната година и претходните 2 години. Краткорочно имаше ефект, но долгорочно не. Затоа што секоја компанија, да кажам, ако имаше ограничување на маржи 3 до 6 месеци, немаше никакви контроли на терен после тие 6 месеци од таа 3% маржа да стане 6 или да стане 12%. Така да сметам дека на дополнувањето, односно искористувањето на тој законски гап од страна на компаниите после завршување на тие мерки беше искористен, и сметам дека компаниите си го вратија таргетираниот профит и за тој временски период. Така да, ние може краткорочно да си влијаеме врз стопанството, посебно ако имаме среќа овој конфликт да заврши порано, така да ќе се ублажи на некој начин таа мерка, и може и компаниите нема да мора веднаш да ги качуваат цените, но од сегашна перспектива очигледно конфликтот ќе трае и понатаму, и верувам дека и компаниите ќе бидат принудени, можеби и да не сакат да ги качуваат цените, ќе бидат принудени да ги качуваат цените токму заради тој, да кажам, скоро 100% увоз на енергенси кој понатаму се користи и во производство, и во дистрибуција, и во све понатаму. Дали можеби владата треба да размислува со пари од буџетот да интервенира во однос на пониски цени, колку тоа македонскиот буџет може да го издржи? Тоа ќе беше супер да имавме соодветен буџет. Ние за жал секоја година си носиме популистички буџети кои што после не може да ги реализираме, има по 3, 4, 5 пати, да кажам, ребаланс на буџетот, и очигледно ќе се случи и со овој буџет околу јунија, најкасно јули. Со буџет
со дефицит во буџетот од 4 до 5%. И со, да кажам, задолжување кое што го имаме надвор, ние не може да очекуваме овој буџет да издржи дополнителни финансиски мерки кои што може да го подобра, да кажам, животот на граѓаните и на стопанството, а најмалку може да очекуваме финансиски интервенции, односно финансиски директно да се поддржуваат одредени сектори. Така да единствено што гледам краткорочно како решение е да се интервенира кај некои, како што кажав претходно, социјално загрозени луѓе или односно тие што земат на пример социјална помош, тие што се социјално загрозени, кај пензионерите, можеби кај студентите, но буџетот не дозволува повеќе физкултури, условно кажано, за да може да се поддржи поголема палета и на стопанството и на граѓаните. Да. Македонската економија, се согласувате, ранливо, особено поради увозот на гориво, меѓутоа и поради увозот на храна. Каде треба властите, меѓутоа и стопанскиот сектор да размислува, да се вложува, затоа што основните производи кои што некогаш ги имавме, сега сме зависни од нив, па поради тоа, како што кажав на почеток, токму малите економии, не поради малата територија на земјата, поради немањето на економска моќ. Економски, да. Така, да. Еве, вие бевте и дел од тимот на индустријските зони. Дали тоа е решението или пак можеби македонската економија треба од сега, од денеска што се вели да почне да инвестира во нешто што ќе придонесе за стабилност во вакви кризни ситуации, во храна, во земјоделие и во слично. Така, значи, ова криза уште еднаш ни дава можност да разгледаме малце појасно кај треба да се оправиме и кај може да инвестираме за да обстанеме малце подолгорочно економски, за да не увезуваме директно кризи од надвор. Значи, дефинитивно енергетиката е еден од секторите кај што треба и може да се интервенира, односно да се инвестира. Сум за да се инвестира и во хидроцентрали, но не сум за да се загрози биодиверситет, како што веќе скоро во сите реки кај нас се случува. Не може да дозволиме и понатаму во име на подобрување на енергетската структура да упропастиме биодиверситет, да упропастуваме реки, 3, 4, 5 километри цела река да се стави под тие цевки и без никаква контрола. Иако има 20 до 30% законска обврска, тековната река да тече низ тековната корита. Од друга страна имаме се повеќе и повеќе панели кои што се стават по ниви. Да, и за тоа сум да се прошири, но да не се блокира цела површина и Полок, и Пелагонија и сегде. Ако одиме кај Штипна, кај Свети Николичи, гледаме тоа што беа пластеници порано, сега се панели. Значи тие може да се дигат малце погоре така, и земјата да се искористи. Друго е земјоделскиот сектор и прехранбената индустрија. Ние сме биле познати, како што кажав, мала земја сме биле и сме географски, но сме биле многу постабилна економски порано, така да може да се вратиме на тоа, да бидеме на некој начин пионер или лидер во производството на земјоделските производи, како што сме биле пред 20-30 години и повеќе, и во прехранбената индустрија. И секако дека, да кажам, labor intensive индустријата, текстилната индустрија и други индустрии кои што не само ќе овозможуваат отварање на нови работни места, но истовремено ќе ни овозможи да произведуваме повеќе и да извезуваме повеќе. Затоа што ние од, да кажам, извозна земја станавме увозна во све. Не знам кој ни е тој сектор за кој што сме препознаени како извозна земја, освен секторот, генерално да го земам, од слободните економски зони, кои што тоа што се произведува од странски компании во наша територија со наши луѓе пак се извезува. Тоа не може да ни биде репер да кажеме дека еве имаме нешто. Да, имаме нешто, тоа е само едно нешто од која на некој начин сме зависни пак, затоа што ваквите кризи сигурно дека ќе носат размислување и кај таквите инвеститори дали да продолжат понатаму и така или не. Практично, ние како држава успеавме под наводници за овие 30 години малите традиционални нешта кои што одржува македонската економија да ја запоставиме во споредба со некои други големи економии. Вие доаѓате од Тетово, знаете дека Тетовскиот граф некогаш е ставила цела Југославија. И јаболката, и се. Меѓутоа, некако не се обрнува внимание на новие производи, за разлика од некои други земји. Еве ќе земеме пример Словенија, која што доста обрнува внимание и доста
со тоа се крепи таа економија. Колку на овие ситни нешта под наводници треба да внимава државата, да не се запостават? Што и се запоставени, така? Значи запоставени се скроз. Има некои сектори кои што се фаворизираат, не сум ја против тутунот. Значи каква стратешка гранка, не знам што, да, има цел регион кој што зависи од тоа и се храни со тоа, не сум за да се запостави тоа. Ама да го запоставиш тетовскиот граб и да дозволиш сред Србија тетовас да се произведува како тетовски граб, тоа е скандалозно и трагично. Тетовската јаболка, дали во некои случајни дворови останал некој корен од таа јаболка? И кај мене нема, па можеби и кај тебе, и кај твоите нема, така да треба да се вратиме на тоа, треба некои дополнителни мерки. Нешто што е интересно сега се случува во Албанија, например, да се вратиш во село и државата се инвестира да си заживуваат тие села, значи и традиционалната кујна, и производи, и фарми и слично. Такво нешто дефинитивно треба да се прави и кај нас. Но треба и некои дополнителни мерки, ако сакаме ова да заживее. Треба да се направи, да кажам, окрупнување на земјоделското земјиште, да не биде толку распарчено колку што е сега и да не одат субвенциите таму кај што одат сега за сега. Затоа што често сме сведоци тие уште малце големи државни површини земјоделски што се, реално правно се водат на туѓе име, се користат од друг човек, субвенциите се одат кај трет човек, така да законско решение, окрупнување на парцелите, поддршка на традиционалното домашно производство и нормално дека треба и повеќе контроли на терен. Да. Малку направивме кривина од тема во однос на, меѓутоа сепак тоа е важно за вакви ситуации, нели? Ако сакаме да обстанеме малце подолго економски и подсврсти. Така, дали домашните економии компании се извино веќе ги прилагодуваат цените? И дали тоа ќе значи и нов притисок врз граѓаните? Домашните компании секако дека веќе размислуваат за тоа, некои веќе ги имаат коригирано и за тоа што и домашните компании многу се зависни од увозот. Значи не зависи све за поставување на тие цени од политиките на самите компании, колку што зависи од увозот на суровината. Ние сме сведоци за тоа дека над 70 до 80% од компаниите кај нас се мали и средни предпријатија кои што можеби дури до 90% ги вработуваат вработените во приватниот сектор. Сега ако ги трнеме да кажам овие од тирзовите странските инвеститори, така да политиката на државата можеби повеќе треба да биде фокусирана кон поддршка и оддржување на исто темпо на овие мали и средни предпријатија. Затоа што, како што кажав, најголемо вработување во приватниот сектор ги имаме токму во овие компании. Но и тие веќе размислуваат за коригирање на цените и можеби уште малце ќе може да издржат, но долгорочно нема да издржат. И ако тоа се случи, ќе се случи заради секој нов увоз што го прават и на енергенсите, и на суровините, знаеме дека нафтата е клучниот, да кажам, потрошувачки материјал, но како клучна суровина за секој понатамошен производствен чекор, тоа значи дека и коригирањето на цените сигурно дека ќе влијае и во поскапувањето после на цените кај финалниот потрошувач, што ќе значи дека инфлацијата полека ни чука на врата. Значи практично малите и средните предпријатија ќе бидат први на удар. По секоја логика да, бидејќи ако тие вработуваат најголем број на луѓе во приватниот сектор и ако тие се, да кажам, над 80% од приватниот сектор го покриваат кај нас, најверојатно да. Еве да преминеме исто на економска тема, меѓутоа еве друг сектор на плати на синдикат, на социјален притисок. Синдикатите бараат минимална плата од 600 евра. Дали според вас ова е реална бројка? Знаеме дека таа е повеќе од неопходна за работниците за нормално живење, ако знаеме нели каква е синдикалната кошничка и колку ова македонската економија, односно македонските компании ќе може да го издржат. Ако зборуваме од социјален аспект, е повеќе од неопходна. Затоа што кошницата да некој 4 члено семејство е веќе 64.000 денари, од друга страна да земеш плата 300, 400, 500 евра, секако дека не може. И со двајца вработени не може да се покрие тоа. Така да минималната плата од 600 евра е прилично прифатлива, да кажам, но
мора тоа да оди паралелно со зголемување на продуктивноста. Не може ние да бараме плата од 400 или од 500 евра на 600 евра, затоа што ќе значи околу 30 до 40% зголемување од сегашната минимална плата, а да не влијаеме во зголемување на продуктивноста. Бидејќи така, постепено, но сигурно ќе правиме само притисок кон зголемување на цените со цел да може компаниите да обстанат. Така да клучното трајно, односно подолгорочно решение би било зголемување на платите, со зголемување на продуктивноста и паралелно крајно време веќе да се интервенира во намалување на бројот на вработените во администрацијата. Не сум за тоа директно да се отпушта, но треба да се мисли за некоја политика која што ќе овозможи дали дел со покривање на плати за 1 година, за 5 години, за 10 години, да може да си отвора, да кажам, некој нов свој бизнис, или па полека да се стекнуваат со дополнителни искуства, да се нудат на приватниот сектор и трето, тие што одат во пензија веќе да не се надополнуваат тие места. Затоа што државната администрација од една страна е најголемиот трошаџија, условно кажано, на платите кои што доаѓаат во име на даноците од приватниот сектор. Од друга страна, приватните компании постепено, но сигурно ги зголемуваат тие плати и да бидеме реални. Во приватниот сектор не сум сигурен дека веќе има плата под 600 евра. Многу ретко, затоа што и еден човек, молер, и друго, и трето да бараш 700-800 евра во било и во најмала компанија да одиш да бараш, сигурно дека ќе ги најде со тие плати. Има господине, по Многу 600 евра, да. Во текстилната индустрија, да. Во другите сектори не сум сигурен. Барем во Тетово го немаш тоа, го немаш ни во Струмица, ни во Битола. Така. Дали зголемувањето на платите може да помогне против инфлацијата или напротив дополнително тоа ќе ја потикне? Како што кажав, зголемување на плати со зголемување на продуктивноста ќе има позитивен ефект врз стопанството, врз економијата. Но ако оди со зголемување на плати со иста продуктивност, исто ниво на продуктивност, секако дека ќе има негативен ефект, односно ќе има импакт врз зголемување на инфлацијата, затоа што компаниите ќе мора да барат решение за да може да ги покријат тие дополнителни трошоци кои што ќе се појават со тоа. Сега да преминеме до долгорочни решенија и перспектива. Еве зборевме за тие мали, според државата, невидни нешта во однос на земјоделското производство, Да. каде што треба да се помогне. Дали решението е во поголемо домашно производство, освен во земјоделското, во кои сектори според вас треба да се инвестира? Па реков, прво дефинитивно мора да се инвестира во енергетиката. Затоа што ние и летно време и зимско време ние увезуваме струја. Увезуваме нафта и слично. Прехранбената индустрија и земјоделството обавезно мора да се поддржат дополнително со цел да се подобри економската состојба кај нас. И да, сум и за тоа да има повеќе странски инвеститори, но да не бидат само странски инвеститори. На некој начин да се обврзуваат да соработуваат со домашните компании, со цел да се подигне и, да кажам, поддршката и обратот на домашните компании, со тоа што ќе бидат на некој начин втора или трета рака, тој снабдувачки зинџир за странските инвеститори. До сега ние како државна политика имавме само да се носат странски компании, никаква обврска за да соработуваат со домашните компании, цела палета на услуги, на поддршка, на инфраструктура, финансиска, не знам што, за да инвестираат во тие слободни економски зони, никаква обврска за да го остават тој профит или дел тој профит кај нас, така да сметам дека овие три сектори се клучни, но не се единствени. Еве, Полошкиот регион е печалбарско место, при цела Македонија веќе стана печалбарско место, со оглед на тоа дека заминуваат многу луѓе во западниот свет. Како условно кажано да се искористат печалбарите, кои секој лето носат капитал, меѓутоа тој капитал се однесува на дневна потрошувачка, свадби. Како да се искористат, да се придобијат за да инвестираат во својот роден крај? Ние дефинитивно се уште сме зависни од тие ремитенси, да кажем, односно од тие пари кои што доаѓаат од надвор. Летниот период и новогодишните празници. Да, секогаш и добро е што се уште носат. А за жал нема уште долго да носат, заради фактот што веќе втора, па и трета генерација се таму и немаат на кого да носат веќе тука. Останал по некој дедо, баба, татко тука и втора, трета генерација веќе не ни размислува да доаѓа на вама, а не да носи пари. Но добро е што се уште си носи, за жал ние немаме некоја конкретна државна политика која што
ќе овозможи овие средства да не одат само за дневна потрошувачка, само за свадби, само за купување на станови, што е тренд веќе и во Тетово и во Скопје, и после ги затварат и си одат на двор, туку да се инвестират и некој начин да направиме и некоја државна стратегија да овие луѓе ја гледат својата татковина или па татковината на таткото на родителите како потенцијал за инвестирање, а не само како место за недела двека што ќе ги поминуват и ќе се вратат разочарани, зашто по 2-3 евра ги остават на ништо, да кажам, само во потрошувачка и не во инвестиции. Така да 2018 имаше околу 182 милиони евра, ковид периодот 262 милиони евра што беа донесени од страна на инвеститорите. Тоа е значителна бројка ако се земе БДП-то на... Значи, околу 2% од бруто домашното производство кај нас е од печалбарите што доаѓа. И ако се споредуваме со Албанија, например, таму е 5%. 12% дури е во Косово. Но за жал или за среќа за нив, реално таму се уште се мисли и се инвестира. Кај нас само се трошат тие средства. 2024 и 2025 скоро се слични, значи тие бројки се зголемени, но недостасува јасна конкретна стратегија. Значи Македонија не дека нема пари кои што доаѓаат од надвор, туку нема јасна визија, јасна стратегија како да ги убедуваме ние овие луѓе, овие пари да ги пренасочат во стопанството како инвестиции, а не во стопанството само како дневен трошок за недела две и после да се враќат назад. Да. Која треба таа стратегија да биде? Дали повеќе средства со нив? Дали повеќе идеи од страна на владата како да ги придобијат тие? Дали полесна бирократска процедура ако некој печалбар одлучил да нели инвестира во својот? Секако дека треба да се работи во повеќе наврати. Да, прво треба да направиме која стратегија, да видиме кои се потенцијалите кои што може да се искористуваат и можностите кои што ние како земја треба да ги нудиме за нив. Второ, треба да правиме некој фискален пакет кој што на пример за 3 до 5 години, да кажам, ќе се ослободат тие печалбари кои што ќе инвестираат тука од плаќање на даноци, на придонеси и слично. Тоа земјиште што сега се нуди на странските инвеститори да може да се нуди и на тие луѓе. Со некоја можност, ако е државно земјиште, да си го купат понатамо, што дополнително ќе носи пари во државниот буџет. Трето, да се идентификуваат некои клучни сектори кои што ќе имат развојна компонента и за домашната економија, но од друга страна ќе носат и некоја си странска, условно кажана, експертиза преку овие наши печалбари кои што понатаму ќе може да се искористуваат и во одреден број на домашни компании и па ќе овозможуваат и кон зголемување на извозот. Не треба и не сме да ни биде цел само да ги носиме тие луѓе, да инвестираат тука, а да не ни биде таргет вториот чекор кој што сметам дека е поважен. Зголемувањето на производството и зголемувањето на извозот. Бидејќи само така ќе може да опстанеме и да заживееме како економија. Зголемување на производство само за домашниот пазар ние сме ограничени. И секој ден се намалува бројот на тој потенцијален потрошувач. Последниот попис се види колку жители сме, а за некои 10 години сигурно уште некои 300-400 илјади помалку ќе биде. Ако треба да издвоите 3 приоритети што државата мора да ги направи за да избегне вакви ценовни шокови кои што ни се случуваат, кои би биле тие? Прво, поддршка на малите и на средните предпријатија. Идентификување на клучните сектори кои што може да ни бидат компаративна предност пред регионот, да не кажам пред европските компании, барем пред регионот. И трето, дефинитивно во енергетиката треба да инвестираме повеќе. Но како што кажав, природата мора да се зачува, површините мора да се зачуваат и да не биде само во рацете на неколку луѓе, туку тој пазар да се прошири. Да. Вечна тема ни е влезот на Македонија во Европската унија, доколку влеземе нема Македонија да биде економски рај, меѓутоа колку тоа ќе помогне за оваа кревка македонска економија? Како последно прашање. Се надевам барем дека ќе учиме нешто дополнително од нив за да го инвестираме тука и да докажеме дека можеме и тука да го зголемиме производството, да обстанеме како економија. Конкуренцијата ќе биде немилосрдна и сега е. Тогаш нема да може на ниедна компанија, ни од Шпанија, ни од Италија, ни од Германија да каже чекај, домашната компанија ми е приоритет, затоа што
тогаш ќе бидат дома како што ние би требало да бидеме дома, ако сме способни економски и финансиски да обстанеме. Така, господине Халили, благодарам за разговорот и за овие поенти, совети, размислувања во однос на Благодарам на решението поканата. на економските проблеми.